Врз основа на податоците од анкетата за приходите и условите за живење, која се спроведува во согласно со препораките на Европската Унија, Државниот завод за статистика ги пресмета индикаторите за сиромаштија за 2023 година. Основа за пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштијата е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход. Според оваа анкета, како што соопшти ДЗС во 2023 година, стапката на сиромашни лица во Македонија изнесува 22,2%. Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштија на домаќинствата составени од двајца возрастни со две издржувани деца во 2023 година е 17,8%. Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 8,4%, додека стапката на сиромашни пензионери е 11,3%. Коефициентот на Джини, мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите, изнесува 30,3%. Верувам дека оваа година е намалена системската корупција во голема мера. Дали е уништена, не, но верувам дека од година во година бројките и оние скалила кои што не мерат, верувам дека Македонија ќе напредува, порача БД директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов во одговор на новинарско прашање поврзано со системската корупција во затворите ширум земјава. По одржаната меѓународна научна конференција во Организација на Факултетот за безбедност Скопје, Пандов посочи дека откако е начело на управата за извршување санкции имал бројни средби со обвинители и судии, дека точно е дека таму постои корупција. Меѓутоа нагласи дека од нив огромен процент ја сакаат работата и не сакаат државата да е на ова ниво со корупција. Од она што го видов во затворите, можам да кажам дека буквално имало системска корупција. Овие година дена имав можност да се сретнам со голем број обвинители и судии. Точно е дека таму постои корупција. Меѓутоа точно е дека таму постои огромен процент на луѓе кои не сакаат да сме на ваквото ниво со корупција. Не може една институција да ја уништи системската корупција, порача Пандов. Тој вели дека во одредени затвори бројките на затвореници кои имаат мобилни телефони се поразителни, односно како што нема телефон само оној кој што не сака да има телефон. Американскиот председател Доналд Трамп на пресконференција изјави дека лекарите во Соединетите Американски држави ќе бидат советувани да не им го даваат лекот против болки и тиленол на бремените жени, поврзувајќи го со појавата на аутизам кај децата. Тој исто така ги поврза вакцините и аутизмот, а неговата администрација објави широка иницијатива за истражување на причините за комплексното мозочно нарушување. Министерот за здравство Роберт Кенеди Џуниор рече дека Агенцијата за храна и лекови ќе издаде лекарско известување за потенцијалниот ризик од земање тиленол за време на бременоста. Тој додаде дека Агенцијата наскоро ќе одобри леуковорин, лек стар неколку децении што традиционално го користат пациентите со рак да се употребува за третман на деца со аутизам. Шефот на ФДА Мартин Макари изјави дека одобрението ќе се базира на истражување кое сугерира дека лекот може да им помогне на децата со аутизам кои имаат недостаток на фолна киселина да ја подобрат својата вербална комуникација. Администрацијата исто така смета дека состојките во вакцините или тесно распоредените распореди за вакцинација би можеле да придонесат за зголемување на стапките на аутизам. Во април Кенеди најави обемни тестирања и истражувања со цел да се открие причината за аутизмот во рок од 5 месеци. Експертите предупредија дека тоа нема да биде едноставно, особено што аутизмот се истражува со децении и тие веруваат дека не постои само една причина. Стапката на аутизмот во САД е во пораст, околу 1 од 31 дете било дијагностицирано со аутизам до 8 годишна возраст во 2022 година. Во споредба со 1 од 36 во 2020-та, според извештај на Американскиот центар за контрола и превенција на болести, објавен во април. Хонг Конг се подготвува за супер тајфунот Рагаса, најсилниот тропски тајфун во светот оваа година, кој ги затвори училиштата и откажа околу 700 летови. Рагаса со ветрови до 220 км на час се приближува кон јужната кинеска покрајина Гуангдонг, соопшти Хонгкошката обсерваторија, која планира да го подигне сигналот за тајфунот на ниво 8, трето највисоко.
Се очекуваат ветрови со сила на урагани и обилни дождови, а нивото на морето се искачува до 5 метри споредливо со разорните тајфуни Хато во 2017 година и Манхут во 2018. Властите им поделија вреки со песок на жителите, а граѓаните складираа храна што предизвика брзо празнање на полиците во супермаркетите и нагло зголемување на цените на зеленчукот. Берзата во Хонг Конг ќе остане затворена и покрај бурата. Рагаса вчера го погоди северниот дел на Филипините, каде што властите ги стави агенциите во целосна готовност. Кинеските власти во јужните провинции активираа мерки за заштита од поплави. Тајван евакуираше повеќе од 6000 луѓе од загрозените подрачја. Утре попладне се очекуваат услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Од петок, под влијание на серија влажни воздушни маси, времето ќе се промени. Ќе биде претежно облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои локално може да бидат пообилни, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Метеоролозите предупредуваат на значителен пад на дневните температури, особено за време на викендот и почетокот на наредната седмица, кога ќе се почувствува вистинско освежување по претходниот потопол период.